Општина Кавадарци во скоп на редовната комунална изградба денејове интензивно работи, а денеска привршува на реконструкцијата на делницата од локалниот пат село Возраци брана Хестиквеш. Се работи за зафат во должина од 1100 метри на потегот по мостот на реката Црна во правец кон браната. Оперативата на кавадаречката фирма Урбан Инвест согласно проектот за оваа делница работи на коловозна лента со широчина од 5,5 метри, потоа со дебелина на асфалтот од 7 сантиметри. Инаку денејове започне поставувањето на асфалтната подлога која денеска финишира. Новата ревитализирана делница од патот ќе има две коловозни ленти, секоја со широчина од 2 метри, а од двете страни ќе биде поставена банкина. За ова намена општина Кавадарци ќе потроши 4 милиони денари. Сите пари се обезбедени согласно договорите за заем и договорот за ИПА грантот од Европската комисија меѓу Меѓународна банка за обнова и развој и Република Македонија, представувана од Министерството за финансии и општина Кавадарци. Ќе кажам генерално за комплетно сите финансии кои што од Европската комисија преку меѓународните фондации, односно Меѓународната банка за обнова и развој, преку Министерството за финансии се донирани на локалната самоуправа Кавадарци и не само на локалната самоуправа Кавадарци, туку на сите општини во Република Македонија. Денес фактички присуствуваме на еден начин на завршувањето на сите овие финансии, кои што да потсетам беа во висина од 260.000 евра. Се наоѓаме на овој потек од селото Возарци или од онај простор кој што ние го завршивме како периферија на Возарци, па до чуварата на Хестиквеш, односно до самата брана на Хестиквеш. Ова беше долгогодишна желба на сите иматели на викенд куќички на овој простор и мислам дека е најдобриот потек кој што од овие 260.000 евра, нели покрај она асфалтирање на акутниот проблем на улицата Страшо Пинџур и асфалтирање на пристапниот пат до селото Дреново. Тука се секако неколку улици во селото Дреново, тротоар во населбата Глишич, односно селото Глишич, неколку улички внатре во селото Марена, Ваташа и уште помали неколку други помали позиции. Се тоа барање на граѓаните од местните и од урбаните заедници и мислам дека со ова финиширање фактички завршуваме еден голем потек кој што е во функција на викенд на селбата на Тиквешкото езеро. Меѓутоа, да најавам и тоа дека со договор со неформалната местна заедница на овој дел, изготвуваме и урбанистички планови. По завршувањето на урбанистичките планови спремни сте да влеземе со асфалтирање и со уредување на патната инфраструктура внатре во самата населба, бидејќи последната бројка е нешто над 2.500 викенд куќички на Тиквешкото езеро, а таму постојат и куќи кои што се со голема вредност, кои што се многу подобри и поскапи од оние кои што некои ги имаат во градот Кавадарци.